Моето патешествие низ руралните региони во Македонија ете ме донесе во Маријово. Поточно речено во Прилепскиот дел на Маријово, во Горно Маријово, родното село на Маријовката Чучук Митра, опеана во познатата маријовска песна "Попат одам, запад прашам, кој пат води за Маријово село Дуње". Ете како што вели народот, Господ сакал во Маријово, во селото Дуње, да дојдам на сам ден Митровден. Може би се прашувате зошто решив да го посетам Маријово на сам ден Митровден. Затоа што одавнешна моја желба беше да видам како мештаните од ова село го преславуваат православниот христијански празник, поточно речено како ја преславуваат нивната селска летна слава. Да, селска летна слава, иако малку необичаено за ова време од годината, иако не е лето, туку при крајот на есента, на прагот на зимата. Еден од 12 големи православни христијански празници, поврзани со домашни служби, што се празнува во спомен на светиот великомаченик Димитрий Солунски, наречен уште и Чудотворец. Празник кој представува меѓуник меѓу летниот и зимскиот период од годината. Празник кој меѓу народот е познат како Митровден, а меѓу маријовци како Митроен, кој се празнува на 8 ноември според новиот или на 26 октомври според стариот календар. Празник за кого маријовци од памтивека велат дојдели Митровден, чекај си го Ѓурѓовден. Дојдов во Маријовското село Дуње да видам дали и во ова село, како и во сите села во Маријовско и денеска како и во минатото, се главуваат селскиот кмет, селскиот пољак, селскиот протуѓар, селските одборници, селските старешини, селскиот коџабашија, но и селските говедари, селските момоци, овчари, козари, да видам дали договорот од Митровден до Ѓурѓовден се уште се склучува како и некогаш, така и денеска. Да видам дали и денеска, како и некогаш во Маријовското село Дуње, насред селото на нивната летна селска слава, се уште се прават гозби за главените момци и дали како и некогаш, така и денеска се прави пазар и им се исплаќа првата рута. Да видам дали како некогаш, така и денеска, Митровден е летна селска слава и дали како некогаш, така и денеска, селаните од селото Дуње чекаат гости, домаќинките месат лебови, колат курбани и дали се уште се одржува познатиот маријовски панаѓур во истоимениот роман на Стале Попов. Во оваа пригода сакам да споменам името на еден од доаѓените на македонското литературно творештво, големиот и би рекол ненадминат Стале Попов. Неговото литературно творештво представува вистинска и жива енциклопедија за животот на Маријовецот и воопшто на Маријовскиот регион. Неговите дела се типичен пример за вековна трајност и неуништивост, за самобитност на македонецот со сите негови радости, маки, со сите негови страдања, меѓутоа и со сите напластени вековни проблеми во текот на времињата. Стале Попов нурнал многу длабоко во македонската историја и барајќи ги корените на македонскиот човек, го создал делото на големата македонска книга, на легендите и преданијата, на песните и ората, на тажалките и клетвите,
на таговнините и радоснините, на долготрајните робства, меѓутоа и на непрестајните бунтови и отпорот и непокорот на македонскиот човек. Неговите дела остануваат како жива традиција, вистински извор од неповторлива вредност, од кој што можеме да откриеме многу значајни настани и вистини за овој крај. Расказите му се пишувани во народен дух и стил. Останува впечатокот дека во делото на Стале Попов останува вечно да живее свеста и совеста на Мариовецот, неговата традиција и неговата филозофија. Патникот кога доаѓа во Мариово се воодушевува од убавините, од природните богатства и од древнините кои може овде да ги сретне. Јас посебно сакам да потенцирам дека му се исполнува душата на секој намерник кој што ќе појде во оној дел од Мариовскиот крај, односно во царството на вечно зелените борови, кое што е прибежиште за мечките, за дивата свиња, за фазаните, за дивата коза, за срните и за другите шумски жители. Мариово има природни богатства на секој чекор. Славното Мариово има испишано уште пославна историја. За да се живее во Мариово, треба да си роден таму и во специфични услови, и затоа мариовскиот народ изградил специфична традиционална култура. Мариовскиот крај останува за археолозите богат, меѓутоа се уште неистражен крај. Сакам да напоменам дека култот кон предците од секогаш бил во овие краишта овде високо изразен. Мариово во сета своја целина од секогаш ја испраќа пораката за самостоен и одвоен живот и култура, соочувајќи се со сите предизвици наназад низ вековите. Овој крај овде е пребогат, Мариовскиот крај, со природни богатства, со традиција, со култура, но и со духовност, а особено со етнокултура. Мариово представува вистинска воздушна бања, изолирана од сите текови на бурното живење. Овде има толку многу убавини, толку многу раритети, би рекол, така да човек не знае кој е место прво да го посети. Јас само ќе споменам некои. Посетете го манастирскиот комплекс Чебрен, еден од најбогатите манастири своевремено, кој што се наоѓа по течението на Црна река и кој што располагал со огромен имот и стока. И само би напоменал дека во овој манастир во средновековието постоело училиште на старословенски јазик, каде што се обучувале свештеници и учители. Посетете го манастирот Свети Никола во селото Манастир, кој што се наоѓа во прекрасните природни убавини и во опојните мириси на полското цвеќе, покрај живописните кањони и дарежливите текови на Црна река. Во овој манастир можете да видите дека има фрески од 1271 година, што покажува дека овде има фрески меѓу најстарите во Република Македонија. Исто така, во зачуваниот дел од фрескописот може да сетете дека манастирот потекнува некаде од крајот на 11-тиот век. За нас е многу битно што има претпоставка дека овој манастир бил духовен и културен центар на средновековно Мариово. Во Мариовскиот крај се наоѓаат многу рано христијански базилики, се наоѓаат многу средновековни цркви и манастири, остатоци од пештени цркви и споснички келии. Во овие духовни и културни дестинации, кога ќе дојдете и кога ќе представувате, стануваат безвредни сите богатства на светот. Лошите спомени и мисли стануваат извор за љубов и за грижа на човекот. Таму владеат Божите закони и моралните норми и принципи стануваат императив на денот. Во Мариовскиот крај, на големите свечености, на големите празници, кога таа традиционална народна носија доаѓала до израз, неизбежно биле присутни и дувачките инструменти гајдата и кавалот, кои што го развеселувале македонското, односно и мариовското население. Сакам да кажам дека и ден денес во Мариовскиот крај на многу свечености, кај што има големи собири, овие два дувачки народни инструменти се уште се присутни и се уште има виртуози кои што свират на овие музички инструменти. Песната на Мариовецот е едноставна и мудра
je огледало на неговата душа, е негова молитва и негова воздишка. Меѓутоа морам да кажам дека таа песна е исполнета со љубов и тага и со радост и бол. Дојдов во село Дуње да видам на вистина како овде мештаните го празнуваат овој празник. Дали парохискиот свештеник и денес во црквата на верниците раздава китка од босилови гранчиња. Дали исто така парохискиот свештеник и денеска оди по куќите и свети вода. А домаќинките месари и денеска земаат светена вода од поповото котле, за да замесат квасец за леп. Дали парохискиот свештеник и денеска чита молитви за богат род, дали и во селото Дуње вечерта спроти Митровден највозрастните жени во домот и денеска подготвуваат обреден леп, украсен со голем крст, кој леп го раздаваат на сите членови на семејството, седнати околу бредната трпеза. Дали и овде се верува дека сите молитви упатени кон Бога ќе бидат слушнати од Бога, дали во ова село, според народните верувања, ноќта спроти Митровден, Господ слегува на земјата и ја исполнува секоја посакана желба, и дали и за време на овој празник животворниот крст е положен во средината на црквата, окружен со цвеќиња и гранчиња Босилек. А како селаните од селото Дуње ја празнуваа нивната селска летна слава, свети маченик Димитрија, меѓу народот попознат како Митровден. Меѓу народот попознат како Митровден, еден од 12 големи православни христијански празници, кој што е со непомирлив датум и секогаш се паѓа на 26 октомври по стар стил, односно на 8 ноември по новиот календар. Дел од нивното празнување ќе ви доловам и вам, драги мои, во понатамошниот тек на оваа репортажа. Исусе Христе Боже наш, благослови ги хлебов, пченицава, виново и елеов, во ова свето место, во ова село, во целиот Твој свет, постојано и сега и секогаш, и во веки веков. Амин. Богати обништаша и взалкаша, зискајушти же Господа, не лишат сја сјакаго блага. Богати обништаша и взалкаша, зискајушти же Господа, не лишат сја сјакаго блага. Богати обништаша и взалкаша, зискајушти же Господа, не лишат сја сјакаго блага. Благословен е Господне да придет на вас того благодати и човеколюбие, сегда нине и присно и во веки веков. Амин. Христос посреде нас. Викнете силно. Христос посреде нас. Христос посреде нас. Ајде да го прекршиме нече да. На помош и за родини. Ајде и друго нозоки, дај го да го прережим и него. Стави го. Ете.
Христос посреде нас. Еси буди. Христос посреде нас. Еси буди. Добре крши. На помощ и за година. До година домаќин. Ајде Дунчани. Јас. На помощ за многу години да ни си здрав и жив. Ајде уште малку стрпете се вемова. Јас со Ристе Ларев од Дуње, село Дуње. Следам маќин овдека со пријател, братучето Лазо и многу ми е задоволство што на овој ден имаме доста гости и сакаме сите убаво да бидат расположени, убаво да си поминат тие ми музика, се и се што имаме и ручек за сите, че има нема некој да замени без ручек. Јас сум Лазо Младеновски од Дуѓе, преселен во Прилеп. А ми е задоволство овдеки да се традицијата да биде, да се збираме вака, да се видиме, да бидеме весели. Ви се радува ли душата што околу Ми се радува и до тоа уште многу што имаме вака гости. Од која фамилија си одоле од Дуње? Од Ристе Галавов. И една ваша порака до новиот кум што се јави од ова година. Новиот кум да му е со среќа и да си бидим благодарени гостите и тој. Јас сум Живко Митановски од село Дуње, иначе од Кремчевци, моментално со живење во Георгелија, али тоа ми е мене многу добро што јас сакам нашата традиција, нашето село да постое како што досега постоела и понатаки да се продолжи традицијата и се што е значи за убаво здравје од Господ за сите нас и за сите луѓе. Вие сте новиот кум за до година. Да, ние сме новиот кум, да, до година, кој што ние ќе служиме тука во црквата и ќе дајме се што треба, значи за народот и за црквата. Во ова црква, значи од Попкивека се присужат крштепките, венчавките. Да, сите работи, да, крштепка, венчавање, други работи се во црквата се применуваат. И се радува ли душата што овој народ има денес? Да, многу ми се радува душата и до година уште повеќе ќе ми се радува душата ако дојдат на мојата, значи, кумство, на моето служење. Јас сум Младеновска Ангја од село Кокре, сум мажена во село Дуње. Кај Лазо Младеновски. Годинава ми е често сум домаќинка на црквата Свети Димитрија во село Дуње. И му посакувам на година на новиот домаќин да биде уште повесело и убаво. Да се здрави живи сите и весели.
Јас сум Благоје Трајковски од село Дуње и домајчин на ова света Митронска слава во село Дуње. И се гордееме што имаме доста толку луѓе собрано од сите градови на нашава република Да го честитам на сите празникот, Митроен и свети овој да се слави доста и мислам секогаш да не се заборави овој крај. Младеновски, роден сум од село Дуње. Инаку овдека сме собрани денеска на Митровден, на црквата Свети Димитрија. Го продолжуваме селска слава, инаку е Свети Димитрија. Митровден го продолжуваме тоа да продолжи секој младите да се вратат, што може повеќе, да се за вакви денови да се видиме, да се собериме. Ние сме тука израснати, пораснати. Дојдеме од Кавадарци денеска за овој свечен ден, да малце се развеселиме, провеселиме, така да се случи уште сабајле во таткови, мајка ми со браќа, сестри, другари, пријатели, така да се поминиме најубаво што може. Значи, нека чујат и другите што се од нашиот крај, од година, значи, направена црквата, направено уредено, така да што повише од Дуње, Кален, Пештани, Вепрчен, кој што ги опфаќа овие краишта, така да може организирано да се дојди, не се работи за големи пари, да речеме, секој би се нафатил, патот е асфалт, така да поголема дружба би било подобро и повесело. Да се вратиме малце на старите денови, да се развеселиме, да се видиме, што викат старите пословицата, едно видување, еден век. Јас сум Паца Галабова на Ристе и на Илинка Галабова од село Дуње. Тука сум родена, а сум нажена во Кавадаречкото село Шивец. Таму живеам 43 години. Тука дојдов на прославата на нашата црква Свети Димитрија, што се славела од векови, ама сега е многу поубаво од порано. Тука дојдовме сите да се видиме, што сме се виделе од пред кој колку години не сме видени. Сме заборавени веќе.
денот е удар, нека е на помош Свети Димитрија. Иако своето место на екот, на зурлите и гајдите, биењето на тапаните, од биењето на орото, на долго и на широко, кога на орото се фаќале и мало, и младо, и старо, се виело оро од ред беќари, оро од ред моми, оро од ред невести, оро од штотуку за домаќините и млади момчиња. Одавна им го стапија на современата музичка електроника и на така да ја наречам македонската музичка естрада. Продолжи во црковниот двор со вкусот на мариотското кисело млеко, мариотската урда, мариотското биено сирење, мариотското јагне, со вкусот на дујската крушова препек ракија, со дујското познато вино, талјанката и се разбира со познатата мариотска народна песна "Попат одам, запад прашам, кој пат води за Маријово село Дуње".